Важно е за делот на државјанството да се прецизира во Уставниот законник, за да направи јасна дистинкција што значи државјанство или citizenship или граѓанство од националност или етнички дел. И тоа е дадено како предлог, макар во Уставниот законник да биде предложено. Тие се отприлика предлозите кои што излегува во самата дебата. Може би сум нешто испуштил, овде има и пратеници кои што може да ме дополнат, но генерално јас верувам, ако јавната дебата се движи во вистински правец, ние како влада сакаме да го слушнеме гласот на експертите луѓе во Република Македонија. По сите овие прашања, ако ова изгледа поприлично попријатно, ние би имале храброст да најголем дел од овие предлози ги вградиме. Секако морам да напоменам дека консултираме Грција. Кога сте во диалог со две страни, гледате да не направите демидж или проблем од грчка страна. Веројатно и тие, кога носат одлуки, го прават истото и за многу прашања и нас нимат консултирано и во делот на изјави, поставености или слично. Тоа е и духот на пријателството кое што сакаме да го изградиме. Но она што сакам јас да го споделам со вас, дека лично јас, огромен процент барем од парламентарното мнозинство што го имам консултирано, членовите на владата се поприлично позитивни за овие предлози кои што беа дадени, освен таму каде што јас лично дадов замерка на тие длабински историски одлуки кои што беа номинирани. Генерално за другите сме позитивни, но на крајот на денот ние сме само политичари. Верувам дека експертите, универзитетските професори, стручните луѓе, независните луѓе кои што гледат на независен начин на ова прашање, ќе ја помогнат целата ова јавна дебата, за да можеме прво да олеснеме на одлучувачкиот процес, но најважниот се да им појасниме на граѓаните на Република Македонија за што всушност се работи, кои се придобивките од ваквите уставни промени и колку е тоа важно за Република Македонија и за иднината на Република Македонија, како и за генерациите кои што доаѓаат после нас. Јас овде би завршил и секако ве повикувам на јавна дебата, веројатно Миле требаше тоа да го направи, но секако целта е токму таа, како прв представник на овластениот предлагач, тоа е владата, да ги дадам овие влезни појаснувања се со конечна цел, преку записници кои што ќе ги водиме, како сублимат на ваквите јавни дебати, на крајот, со завршување на 5 дена, кои што се 5 работни дена, така ги сметаме. Денеска е првиот, среда, четврток, петок, понеделник и вторник, ќе траат дебатите, имаме дополнителни 2 дена, ние како влада да ги сублимираме амандманите и како конечни амандмани да ги доставиме до парламентот. Парламентот исто така, веќе во таа фаза, има право да достави амандмани на самите амандмани, кои што низ дебата ќе се одлучуваат. Но јас верувам дека инклузивниот процес, паралелно со процесот на помирување, паралелно со реформскиот процес, и како може да го помогне целиот овој чин на уставни промени во собранието, нашиот интеграцијски процес, севкупното смирување на духовите во државата и фокус на реформите кои што на крајот треба да донесат многу понадежен, поспокоен и поперспективен живот за сите граѓани во Република Македонија.